Јас не бегам од проблемите, дојдов да се соочам, се разбира со проблемот вие што имате. Ако се сеќавате во 2016 година чинам беше кога Нино Тодоров беше тука носител. Ме повика еден ден за врска за овој проблем што го имате тука, не само тука, и на 2-3 населени места. Јас тоа се обрзав да ги ставам во програма и ги стави во програма. Но за жал не направивме влада. Еве јас можам тука јавно да кажам дека ќе го ставиме се тоа што вие ќе го кажете во програма и ќе го направиме. Знам дека години и години не е направено и не е во ред од многу и локални функционери, но и представници од ВМРО ДПМН, но и од СДСМ да не се реши проблемот. И на крајот проблемот ви останува вас тука. Ние ќе замениме или повторно ќе дојдеме, но вие живеете со тоа секој ден. Јас немам многу да зборувам, би оставил вас вие да кажете повеќе. Јас се обрзувам дека оваа кампања, неколку пати тоа ќе го спомнам, иако се работи за локален проблем, централната влада може да ги обезбеди средствата. Јас ве уверувам на првото формирање на влада дека ќе ги обезбедиме сите средства потребни за проект, бидејќи не знам дали има и готова проектна документација. Сеќавам тогаш, се сеќавам тогаш ми кажуваат доста луѓе дека има нешто, дека има некоја документација, но јас во министерство тогаш не ја дојдов, ви кажувам отворено. Така да тој проект целосен треба да се направи, да се ревидира и тие средства да се обезбедат и се разбира потоа за градба. Независно кој е градоначалник тука, дали за година дена ќе се смени, јас знам дека ќе се смени тука градоначалникот, средствата мора да бидат обезбедени, иако се работи за централна програма, каде што не може да се ветат оделни улички и така натака, јас ќе ги ветам лично пред вас и ќе дојдеме после избори да видите дали